добро. Еве вака. Ние вчера ги кажавме ставовите и повторно ќе ги повториме. Вчера е направен државен удар од страна на Ѓорги Иванов врз Република Македонија. Согласно тоа, урнисане и договорот од Пржина. Повикавме на протести, повикавме на улици, повикавме на обединување на сите граѓани да се спаси Република Македонија. Денеска ги повторам овие пораки. Испраќам порака до сите граѓани да се приклучат на сите протести кои што во моментот се организирани на повик на граѓанските организации и одредени индивидуални личности во нашата Македонија. Сите членови на СДСМ, повик принципиелен до сите граѓани кои што веруваат дека ова целото мора да биде спречено за повторно Македонија да се врати да биде нормална земја. Со нашите организации и повици на организирана форма на избори, веднаш што ќе ги донесеме одлуките, ќе ги соопштиме, но ќе има такви одлуки, заради тоа што протестите се една од најизвестните работи кои што Социјалдемократскиот сојуз како најголема опозициона партија ќе ги превземе во спрега на сите како лепеза на опции кои што ни стојат на располагање. Денеска ќе има и други активности, јас ќе оставам да тие активности ги дадат другите наши представници пред вас новинарите и соодветно да бидете информирани за сите овие активности. Во меѓусебна координација и комуникација сме со представниците на меѓународната заедница, паралелно заедно со другите политички партии во Република Македонија, за да покажеме прво трезвеност, посветеност и внимателност кон целиот овој процес, но една е целта. Овој режим со сите наредни чекори се подлабоко влегува во кашата која што ја замати и од тоа и тие самите се свесни дека излегување е можно само потенциран по пат на регуларни, фер и демократски избори. Согласно тоа, оваа примарна цел Република Македонија, сите политичари, сите партиципиенти и одлучувачи во државата мора да имат како приоритет искрено и често поставени кон процесот за да ја постигнеме како цел преку предвремени, регуларни, демократски и фер избори да го направиме првиот чекор кон нормализација на државата. Синоќа протестира овде представници на ВМРО-ДПМН и партиите од власта. Со оглед на тоа што веројатно и они нема да се откажат од протести, можни би се судири меѓу граѓаните. И како го оценувате нивниот протест овде? Ова е дрскост и безобрази. Не знам што воопшто протестира и против кој. Да дошол Ѓорги Иванов барем во овие простори да ја потпишал таквата глупава одлука, налудничава, надвор од устав и закон, ај да коментираме било што, но ВМРО-ДПМН не се е можно. Јас верувам дека овие луѓе кои што се собраа синоќа, некои 200-300 луѓе во близината на најголемата опозициона партија, не се виновни луѓе. Тоа доаѓа од налудничавите промисли на врвот на раководството на ВМРО-ДПМН. Она што денеска го воочивме од досега не 100% потврдени информации, но прилично сериозни информации се дадени повеќе од 100 аболиции. Аболицирани се, решенијата се веднаш спроведени во службен гласник, по затворите, по судовите. Аболицирани се луѓе кои што биле и сведоци во постапките на кривичните пријави на опозицијата до правосудните системи, само по себе покажува оркестрирана и организирана форма, која што не е баш така како што вели Ѓорги Иванов, како чин кој што самостојно го донел. Секако на повидок денеска ќе има одредени чекори и мегдан да и ВМРО-ДПМН се изјасни дали на вистина е фрапиран и изненаден од ваквата одлука. Ќе има чекори за кои што секој може да се изјасни и да ги заземе позициите. Уште еднаш ги повикувам сите политичари, ова се однесува на политичарите, како што соопшти Ѓорги Иванов. Ги повикувам сите политичари да не ја прифатат аболицијата и да ја одбијат аболицијата. Само на тој начин ќе можеме да дадеме надеж, шанса за враќање на правната држава. Никој не треба да биде надвор од законот. Законот мора да важи подеднакво за сите граѓани. Секој што се огрешил пред закон да одговара. Секој што е невин да ја докаже својата невиност пред правосудните инстанции. Од тој аспект, сето ова е уште една кулминација на кризата и верувам дека трезвеноста која што опозицијата ја покажува во целиот овој процес и конструктивноста во постапките ќе опстои од сите заради интересот на Република Македонија. Имате некој список по имиња кои аболицирани и што чекате од ДУИ и од ДП? Еве вака, значи претпоставувам во службен весник тоа што е објавено би требало да биде таа листа на аболицирани луѓе.
ние информациите ги имаме од некои институции каде што имаме наши пријатели кои што може да ја споделат нивната фрапираност од целото ова што се случува. Одлуките по закон мора да излезат јавно. Во Македонија се може и да не излезат, кој го знае. Но на крајот верувам дека ќе допреме до сите овие одлуки како акти на аболиција кои што се донесени од страна на Ѓорги Иванов. Јас апелирам согласно изјавите кои што се дадени од лидерите на политичките партии да превземат и конкретни чекори. Што значи тоа? Ако сам не поднесе Ѓорги Иванов оставка, да гласаме импичмент, да гласаме негово разрешување и да отпочнеме постапката која што завршува во судска инстанца секако на крајот, да ги преземеме сите неопходни чекори, ако може и одлуките да се поништат. Тоа е најважниот дел. Првата и примарна цел е да се поништат овие одлуки како неуставни и незаконни. Само на тој начин ќе вратиме во нормала да процесите важат пред судот за сите граѓани. Заради тоа што реков, и луѓето сега што се во затвори, не се помалку луѓе од политичарите. Имаме луѓе за 100 кебапчиња таму, имаме студенти кои што протестираа на 5 мај претходната година, се осудени во затвори. И се денеска се уште најверојатно некој од таму. Имаме многу луѓе кои што и се политички затвореници во затворите. Имаме многу луѓе кои што буквално за ситна кражба можеби лежат години затвор. Ова е недозволиво. Ова е организиран криминал во Република Македонија и секој мора да носи одговорност за своите криминални постапки. А што очекувате од ДУИ од ДПА? Мислите дека ќе Токму бидат во вашиот фронт? Токму тоа очекувам да постапуваат согласно нивните изјави. Не се согласуваат со одлуката, ја сметат за неуставна и незаконска, да ги превземат ваквите чекори за поништување на одлуката, за отповикување на Ѓорги Иванов од функцијата претседател на државата и сите други следни чекори. Најважен дел е партиципација искрена кон создавање услови за регуларни, фер и демократски избори. Има најави дека следната недела на седница на Уставен суд ќе се укине специјалното јавно обвинителство, дека иницијативата подолг период се чува во фиокар. Јас реков дека ова е најсериозната причина да граѓаните ја земат правдата во своји раце. И тоа ќе се случи. И не само што ќе се случи, опозицијата отворено испраќа порака. Ако се случи од Уставниот суд одлука за поништување на специјалното јавно обвинителство, ние ќе ги повикаме граѓаните да ја земат правдата во своји раце. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќе правен систем во Република Македонија не постои. Таа беше последната институција која што испраќаше искра надеж за враќање на правото и правната држава во Република Македонија. Тоа значи практично превзимање на правните одлуки од страна на пленум граѓански, граѓаните, кои што најверојатно ќе изречуваат пресуди и ќе носат одлуки. Там нешто повторно повикува на лидерска среда. Можно ли е таква лидерска среда во вакви услови? Се што е во интерес на Република Македонија и незините граѓани, за опозицијата и за целиот конструктивен демократски амбиент представен преку политичките субјекти, а верувам и преку граѓанските организации, би требало да биде прифатливо за нас како СДСМ. Се што е во интерес на Македонија и на граѓаните на Македонија е прифатливо. Ви благодарам.